Добро вечер. Беше дополнителен заменик министер за информатичко општество и администрација во техничката предизборна влада на Талат Џафери, а од пред 2 недели е министер за дигитална трансформација во политичката влада на Христијан Мицкоски. Стефан Андоновски вечерва е гостин во 360 степени на МРТ1. Добре дојдовте. Добре дојдовте и поздрав до вашите гледачи. Повеќе пати сте биле гостин, сте давале придонес во сториите во нашето четврточно магазинско издание, но прв пат сте гостин во овој формат, интервју. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам на поканата, ми е секогаш задоволство. Вие сте најмладиот министер во владата на Христијан Мицковски. Моето прво прашање би било што мислите, дали човек на 33 години може да се носи со одговорноста што ја подразбира министерска позиција? Па ако се вратиме во историјата, Македонија видела и помлади премиери и министри, но мислам дека е важно кој каква задача добива во смисла на ресорот кој што го извршува или кој што треба да го раководи. Мојата генерација е генерација која што растеше со дигитализацијата од незините почетоци што се однесува до животот на луѓето. И таа генерација е научена да мисли на тој начин, да мисли дигитализирано. Нашиот живот се одвива преку таа дигитализација, од приватниот живот, од забавата, па ако сакате и до професионалниот, до аплицирањето на универзитети, до примањето на услуги, купувањето на интернет и така натаму, така што ова е генерација која што е директно изложена на дигитализацијата од самите незини почетоци и сметам дека затоа од аспект на генерацијски аспект мислам личи дека да е млад човек мислам во тој дека ресор. млад човек може да се снајде во тој ресор. Ако се погледне вашето образование до сегашно работно искуство, единствениот директен допир или врска со дигитална трансформација е периодот кога сте работеле како специјалист по дигитален маркетинг на една програма на USAID. Па во таа смисла, ако се погледне пак ќе кажам образованието и работното искуство, колку ви е близок ресорот дигитална трансформација? Па можам да речам прилично близок, затоа што пред тие години пред тој период во USAID, годините претходно јас работев во приватниот сектор во Македонија и бев многу изложен на дигитални алатки кои што како конзумент јас често кажувам сум ги искористувал во работењето. Тоа се и внатрешни системи за раководење со документи, но и комуникација со странство, комуникација преку социјални медиуми во врска со продажба, така што оно што го зборувам за генерацијата моја изложена на интернет, истото важало и за мојот професионален ангажман, кој што означал постојано искористување на дигиталните алатки во работата, но од страната како конзумент, не од страната како некој кој што ги развивал тие апликации, што значи не сум инженер по образование. Инаку имате дипломирано право на УКИМ, потоа имате мастер по меѓународна политика и меѓународна економија во САД на еден престижен универзитет, Джонс Хопкинс. И тоа магистратурата е навистина од една престижна школа за меѓународна политика, па во таа смисла нели беше пологично можеби да ве видиме во некој ресор поблизок до меѓународните односи, надворешни работи, одбрана, европски прашања. Може да се постави призмата од неколку аспекти, вие можеби сте во право, но мислам дека една поврзаност која што дигитализацијата има со нашите меѓународни партнери беше многу важна да премиерот председателот Мицкоски одлучи за мене во овој ресор, затоа што капиталните инвестиции и поврзувањето на Македонија со регионот и со светот во овој ресор има големо влијание и мислам дека заинтересираноста на нашите меѓународни партнери од Европската унија, но и нашите стратешки партнери за сајбер безбедноста, за градењето на квалитетна заштитена дигитална инфраструктура, но и поврзувањето наше со Европската унија и со САД и со другите наши меѓународни партнери, исполнувањето на стандардите кои што Европската унија ги има поставено за нас, но и за државите од регионот, значеше дека некој кој што има меѓународно искуство, има изложеност со нашите меѓународни партнери, има ако сакате контакти во светот поврзани со дигитализацијата, требаше да го зазема овој ресор. А колку врските од факултетот во САД ќе ви помагаат? Интересно е, можеби за публиката да кажеме, дека можеби Джонс Хопкинс кај нас е најпознат по Даниел Сервер, кој што често е присутен во нашите медиуми,
станува збор за професор токму на школата на која што вие имате магистрирано. Ви беше професор Даниел Сервер? Да, слушав еден предмет во последниот семестар, не бев доволно храбар тој предмет да го земам како еден од заложителните предмети, не ми значеше во бројот на заложителни предмети, но со задоволство го слушав тој предмет, постконфликтна реконструкција и реизградба на општествата и ме инспирираше во голема мера. Даниел Сервер? Строг професор, многу квалитетен, многу ги следи државите кои што се во конфликти, кои што излегуваат од конфликти. Мене многу ми користеше за подготовката на мојата магистарска теза, затоа што ја спремам со еден друг извонреден професор, професорот Хопман, и ми овие инспирации кои што ги влечев од неговото искуство во Босна и Херцеговина, во искуството во Македонија, но и заедно со професорот Едвард Джозеф, со кој што го предава овој предмет, кој што па во времето на конфликтот во Косово и во Македонија беше представник на меѓународната кризна група во Косово, на вистина беше многу инспиративно затоа што ги влечевме контекстуалните искуства. И Джозеф ви предаваше? Да, на истиот предмет предава во тој период, предава заедно еден ист предмет и имав таа можност да присуствувам на нивните предавања, на вистина исклучително искуство. Некој слушајќи ве каков образовен бекграунд имате, ќе каже можеби овој човек залутал во ВМРО ДПМН. Па многу луѓе можат да кажат дека сум залутал враќајќи се во Македонија, затоа што за жал голем број од мојата генерација луѓе кои што заминавме на овие универзитети, ја добивме државната стипендија за студирање на 100 најдобри универзитети, 90 и неколку проценти, скоро 100% никогаш не се вратија во Македонија, што зборува за недостатокот на систем. Од кога стактиме во ВМРО ДПМН? Уште од пред заминувањето, уште од пред ангажирањето дури на правниот факултет. Мислам дека мојата членска книжка во ВМРО ДПМН е негде 2009-та, 2010-та, значи 18 и пол години. Само што бев на крајот на средното училиште, така што видете за мене ВМРО ДПМН е нешто повеќе од политичка партија. Ние оваа генерација се калеше во опозиција. Мојата генерација се калеше во опозиција, немавме таа среќа или тоа проклетство да од школски клупи веднаш седнеме во функционерски столчиња. И некои 7-8 години напорно работевме во опозиција, што мислам дека ја избистри нашата идеолошка леќа. И малку потемелно ги сваќаме прашањата на политичките партии, на идеологијата, а не ги сваќаме само како можност да станете некој нешто. И затоа функциите, позициите, барем за оваа генерација мислам дека се второстепени во смисла на што можеме да придонесеме, затоа што 7 години ние работевме во опозиција без да се интересираме дали некој е на некаква позиција, така што функциите и позициите се. Кога сме кај меѓународната политика и партискиот ангажман, вие сте секретар за меѓународна соработка на ВМРО ДПМН. Дали останувате на таа позиција? Па мислам дека дадов максимум на позицијата во овие 2 години колку што беше мојот мандат. Направив се што можам за поврзување, дополнително поврзување и етаблирање на партијата во меѓународните односи. Се надевам дека придонесов и со моето искуство и со контактите кои што ги имав. Одлуката кој на која позиција ќе биде во наредниот мандатен период, затоа што сега истекува мандатот на скоро сите тела во партијата, ја носи претседателот Мицкоски и јас сум подготвен баш заради овие причини за кои што зборувам, сум подготвен на било која позиција или без никаква позиција како редовен член на партијата да ја придонесам кон таа партија. Сум го правел тоа во минатото, кога не сум имал никакви позиции, го правев тој како член на извршниот комитет, како раководител на истражувачкиот центар, ќе продолжам да го правам и во наредниот период. Уште малку за тоа кој е Стефан Андоновски. Во биографијата имате наведено дека сте докторант на правниот факултет, во исто време и демонстратор. Може да ни кажете во која област е докторатот, односно докторските студии, каде сте демонстратор? Да, бев демонстратор изминатиот семестар на реторика, на вербална и невербална комуникација, 2 предмети кои што се многу интересни и со задоволство ги извршував моите задачи на правниот факултет Јустинијан I. Докторатот е надоградување на мојата магистарска теза. Јас магистрирав на темата со која што предложив концепт на мерење на успешност на меѓународните медиации со 2 компаративни примери во Македонија и во Босна и Херцеговина. Докторатот оди еден степен подалеку и анализира на тема Ius post bellum. Тоа е анализа на право по војна, односно како кои се уставно-правните механизми кои што постојат во мировните договори од крајот на Втората светска војна наваму во просторот на Југоисточна Европа, што е тоа многу интересна комбинација на уставно право, меѓународно право и историја на правото, поврзано со конфликти.
затоа што пред Втората светска војна често се зборувало само за мировни договори во кои што страните поделуваат војници, репарации, територија и така натаму. По Втората светска војна веќе зборуваме за механизми на заштита на човековите права, механизми за гарантирање на постоењето на државите, дури некои држави се формираат по војната, што значи дека имате ли време сега на тоа да се посветите? Па се надевам дека имам уште година и пол за завршување на докторатот во напредна фаза. Малку непримерно изгледа кога за време на министерски мандат некој ќе докторира. Сме имале такви примери во минатото, претпоставам ќе се согласите. Па се надевам дека ќе успеам докторатот да биде доволно добар за да нема коментари дека сум искористил мојата позиција за докторирање, но јас веќе сум запишал. А инаку ова сето за што зборуваме, тоа што сте докторант и што сте демонстратор, значи дека имате професорски амбиции? Па ќе видиме иднината што ќе носи. Јас сум се пробал во приватниот сектор, пријатно ми било како учесник во донаторски проекти, значи сум работел и проекти. Сега сум ангажиран во јавниот сектор, никаков проблем немам да се вратам во приватниот сектор или да продолжам со академија. Некои зборуваат дека имам квалитети во училницата, но ќе видиме како ќе се развива животот. Навистина не сакам од сега да преюдицирам што би било после мандатот. Ќе видиме, уште се поставува таа елка во холот направен, пишуваат студентите? Да, имав и јас големи желби во минатото, особено на прв циклус на студии, имав големи желби затоа што тогаш елката се поставуваше кратко пред колоквиумската нела. Ама нели таму се оставаат и коментари за професорите? Да. Имавте коментари за претходниот семестар? Па јас започнав со предавање од јануари, така што претпоставам дека сега за студентите не ме познаваат, па може да очекуваме во декември. Добро. Сега малку за ова што ви е обврска во владата. Првото прашање во тој дел би бил до каде е поделбата на некогашното Министерство за информатичко општество и администрација во два нови ресора. Дигитална трансформација која што го раководите вие и администрација која што го раководи вашиот колега од Знам Минчев. Навистина е предизвикувачки. Знаевме дека ќе биде предизвикувачки овој процес, но уште од првиот ден започнавме веднаш со работа, со административна работа и подготовка. Можам да кажам дека во рекордно време завршивме пререгистрацијата во Централниот регистар, обезбедувањето на сите потребни документи, подписи и така натаму. Започнавме заедно со колегата Минчев еден вореден попис на сите позиции кои што се во и на инфраструктура, инвентар, канцеларија и така натаму, и во исто време работиме на така наречената поделба или категоризација на вработените. Законот за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа, ЗОРОДУ скратено, препозна три категории на вработени во рамки на поранешното МИОА. Тоа е едната категорија која што работи во секторите поврзани со администрација, другата категорија која што работи во секторите поврзани со информатичките технологии, и третата категорија која што се помошни сектори. Овие помошните законот вели дека треба да се поделат 50-50 на двете министерства. Проблем ли е тоа што ви поминаа 30 дена во кои што требаше да заврши? Точно, законот предвидуваше 30 дена од стапувањето во сила, но настана еден правен вакуум затоа што владата не беше формирана уште 15 дена, што значи дека ние имавме 15 дена. Не сте пресметале баш најдобро. Но кон крај сме со поделбата. Така што мислам дека со ребалансот на буџетот, затоа што мора ставките да се предвидат средства во ставките на Министерството за јавна администрација, ние ќе го завршиме. И колку мина вработеник имате кај вас? Околу 160. Она што е важно да се каже дека ниту еден од вработените нема да го изгуби работното место. Сите вработени веќе добија јунската плата, независно од тоа што започна поделбата, и ниту еден предмет од страна на институции или граѓани кој што беше упатен кон МИОА не е вратен или пак не е во застој, можеме да кажам дека подинамично се случува. Во дигитална трансформација 160, а во администрација околу 60. Околу 60. Значи сепак поголемиот дел ќе бидат кај вас. Да, затоа што во тие сектори припаѓа. Просторно засега привремено сте се уште во зградата на Нова Македонија, а дали таму и ќе останете? Лоши се условията за работа, јас не сакам да се жалам затоа што граѓаните живеат, функционираат, работат и во полоши условија колку што е зградата на поранешна Нова Македонија, но ќе направам се да вработените во Министерството за дигитална трансформација за кои што сум одговорен добијат достојни услови за работа. На кој начин ќе го разрешиме тоа, оставаме времето да покаже. Убаво кажав, тоа е втора недела, почеток на трета недела на оваа влада, така што ќе ни треба малку повеќе време, но мислам дека ќе надмина. Од функционален аспект, колку е логично раздвојувањето на двата ресора, на дигитална трансформација и на администрација, односно на информатичко општество и на администрација според вас? Постојат различни примери. Нашата идеја беше да клучните стратешките ресори, а дигитализацијата или дигиталната трансформација е поставена на стратешки приоритет на оваа влада, добијат свој ресор за да може тој ресор функционално целосно се посвети на задачата која што му е дадена, затоа што примерите покажува дека од спојувањето на администрација и информатичко општество, затоа што тие беа разделени во минатото, фокусот
по подолго време се префрлил исклучиво на администрација. И овој дел на дигиталната трансформација останал некако запоставен. Иако имаше министри кои што доаѓаа од таа област. Токму така, инженери, неколку министри поред, но за жал фокусот полека се завртувал само исклучиво кон администрација и ние немаме нови алатки, нови системи кои што се промовирани последниве 5 години, да речеме, немате ништо ново во Министерството за информатичко општество и администрација. И од тој аспект мислам дека е позитивно. Компаративно има примери кои што се разделени, има примери кои што се на едно место, да речеме, хрватскиот модел е правда, управа и дигитална трансформација во еден ресор. Но црногорскиот пример е еден огромен ресор во кој што не знаете која надлежност би требало да извлекува и кој треба да биде приоритет, дали затворите или порталот за услуги, што значи голема и широка палета на иако веројатно има логика и да бидат заедно. Од друга страна има логика затоа што законите за администрација непосредно се преклопуваат со законите кои што се во правда или во правниот сектор и често имаме удвојување на колку беше да се формираат министерските системи. Колку беше политичка, колку ете од овој аспект функционален аспект одлуката базирана на какви критериуми беше? Дали баравте ресор плюс за знам, за да не останат на еден, или на вистина имавте идеја дека ова е вака предлагач подобро? на овој закон е претседателот Мицковски и мислам дека тој во својата идеја најдобро може да го објасни резонот за постоење на овие министерства, но можам да ви кажам дека уште од ноември месец кога првпат започнавме со подготовка на програмата за избори, неговиот став беше дека администрација би требало да се одвои од дигиталната трансформација и фокусот да биде на дигиталната трансформација, на тоа министерство на дигитална трансформација исклучиво. Така што не би рекол дека е политичка одлуката, затоа што пред воопшто да се знае учеството на знам во коалицијата или пред воопшто да се знае нашата позиција во изборите, уште од ноември месец веќе се дискутираше некое одвојување на администрација. Мала дигресија ќе направам, па пак ќе се вратиме на дигитална трансформација. Две теми кои што се политички актуелни. Едното прашање е јавно експонирано, другото не толку. Ќе почнам со тоа што не е толку јавно експонирано. Зошто на владината седница во петокот не помина реформската агенда поврзана со планот за раст? Патем за гледачите да кажеме дека од нејзиното усвојување зависат првите 7% од околу 750 милиони евра кои што земјава треба да ги добие, дел како грант, дел како заем од Европската унија во рамките на тој план за раст, а се разбира Европската агенда и нејзиното исполнување во иднина ќе биде темелот од кој што ќе зависат понатаму другите пари, дали ќе стигнуваат и со каква динамика. Ќе ми дозволите неколку реченици прво за планот за раст, затоа што мислам дека недоволно се објасни кон јавноста. Ова е првиот јасен, многу прецизен план на Европската унија за вистинска конвергенција на државите од Западен Балкан и кандидатите за членство кон Европската унија. Затоа што ако Европската унија е автомобилот, заедничкиот пазар или заедничката економска состојба или заедничкото движење е моторот на овие процеси. Ако немате вистинска економска конвергенција на државите, тогаш немате ни вистинско пристапување нивно кон Европската унија, и затоа е планот многу важен. И ова е еден јасен, кристално јасен пристап на Европската унија и еден новитет во нивниот пристап, дека немаме само зборови, немаме само поглавија или кластери, туку имаме и конкретни активности кои што треба да се исполнат врзани за конкретни средства. Бруто домашниот производ на Македонија е 41% од просечниот бруто домашен производ пер капита на ниво на ЕУ. Идејата е што е можно повеќе да се намали. Ако можам да го упростам за граѓаните, ако сега на ниво на Балкан $6.000 или 6.000 евра е бруто домашниот производ по глава на жител, треба тој да се удвои до $12.000 во моментот на пристапување на овие држави, за да имате вистинско поврзување на овие држави со државите од сегашната Европска унија. Дали е доволен овој пакет? Многу од државите кажаа дека не е доволен, но е некој вистински знак во вистински правец. Што се однесува до одлуката да се бара одложување на потпишувањето на планот за раст, потекнува од неколку аспекти. Јас бев дел од техничката влада и тоа го забележав. Планот за раст се потврдуваше во времето меѓу двата изборни круга и од кога претходната влада ги загуби изборите. Ама не по желба на техничката влада. Тоа беа притисоци. Се правеше многу брзо. Ама беше таков притисокот од Брисел. Она што замерувам на претходната влада е тоа што немаше никаква дискусија со владата која доаѓа. Се потсеќам на моментите на транзиција, например во САД, кога доаѓа нов претседател, 4 месеци трае
траат консултации на двата тима. Морам да ви за кажам работите дека кои што Александар кои што Николовски се во поврзуваат. неколку наврати јавно кажуваше дека сте консултирани. Прво на ниво на Национален совет за европски интеграции, а потоа зборуваше и за неколку други средби. Јас Александар Николовски го гледав како со голем ентузијазам зборува за реформската агенда и за тоа дека сепак тоа е нешто остварливо. Се сложувам. Сега ова е малку поразлично, вие Се што го сложувам кажувате. дека во голема мера е остварливо, но сепак постојат елементи за кои што претходната влада се согласила, без да ги размисли консеквенциите, и второ, се согласила да можеби во иднина ја лаже Европската унија или собствените граѓани, или едните или другите, затоа што некои од работите нема да може да ги исполни во роковите кои што ги предвиделе таму, односно роковите на кои што се Знаете дека согласиле во многу секој од пати тие тие параметри. транзициони рокови сепак и не зависат до крај само од вас, туку зависат и од Брисел, па Но, се наоѓате некаде коректно е некаде на средина. коректно е да кажете дека некои работи не можете да ги реализирате во роковите кои што Сега да се вратиме на основното прашање. Зошто во петокот не помина реформската агенда? Токму заради ова, затоа што на владата тоа беше во нашата прва недела на позициите, многу од министрите, морам да кажам дека не беа запознаени со деталите. Јас лично како потпредседател од Николовски имав можност да бидам запознат со елементите кои што ја засегаат дигиталната трансформација, најмногу затоа што бев дел од ресорот, па некои работи ги дискутиравме во ОД, додека уште не бевме на позициите, но голем дел од министрите им требаше време за запознавање на елементите. Треба некои аспекти да бидеме јасни кон Европската унија и кон македонските граѓани што можеме да направиме, што не можеме од тој план да направиме, и за да се расчисти таа слика и за да се продолжи дискусијата, побаравме, односно мислам дека денеска ќе побара министерот за европски прашања одложување на рокот за потпишување, и се надевам дека Европската унија ќе излезе во пресрет да некое мало одложување направиме за да ја продолжиме оваа дискусија. Одложување барате за вас, оти сепак е регионален план во прашање. Веројатно регионот нема да може да чека многу на вас. Идејата е дека сите држави треба да потпишат во исто време и планот да се отвори за сите држави во исто време, но мислам дека постои простор за определено одложување, затоа што навистина другите држави од регионот немаат ваква тектонска промена на власта на сите нивоа, и мислам дека нема да представува некаков проблем за некое мало одложување. На крајот и вам добро ќе ви дојдат тие први 50 на милиони евра во буџетот, бидејќи го чувме премиерот се жалеше дека не била розова состојбата во буџетот, велам првите 7 од 100 од 750 милиони евра кои што треба да ги добие земјава, а се буквално безусловни, односно треба се усвои реформската агенда практично така, за да се добијат. стартни се однесуваат на ликвидност на буџетот, но предпоставуваат исполнување на некои индикатори и услови кои што доаѓаат веднаш потоа, што значи дека вие ако се согласите на барањата кои што постојат во планот, треба бидете честни да кажете што можете и што не можете да испорачате. Ова ќе биде тема во следните месеци, секако и јавно ќе се занимаваме многу повеќе со ова. Мојот сектор е навистина засегнат од планот за раст и навистина динамичен ќе биде овој период во врска со реформите кои што ги предвидува планот. Второто политичко прашање кое што е актуелно, а е повидливо во јавноста, се именувањата ВД директори на јавни институции, без при тоа да се каже дали е објавен оглас за редовно именување на директор на таа институција. Забелешките се дека и овој пат тоа се прави без да се води сметката за квалитет и заслуги, практика што беше критикувана од стручната јавност, па и од вас во периодот кога бевте опозиција. Знаете веќе дека ДКС соопшти дека ќе ја проверува законитоста, но веројатно нема да најдат ништо проблематично во законитоста, затоа што ова е пракса која што е законита, ама е механизам кој што би требало вонредно да се користи, а не редовно. Сега вонредниот механизам некако станува редовен и за вас. Беше праксата иста и во претходната влада. Зошто така? Не можам да се сложам со вас дека станува збор за редовен механизам, затоа што имаме промени на, мислам дека помалку од 30 на раководители на институции, а зборуваме за околу 1100-1200 вкупно. А што сега нема следните да ги именувате така за ВД? Ова е помалку од 10%, но тоа не значи дека нема да има дополнителни именувања ВД. Знаете, борбата етичка е борба меѓу два огна. Едното да оставите да биде раководител некој кој ги девастирал предпријатијата. Изборувам сега за Македонски шуми, железници, транспорт, железници, инфраструктура на очајна состојба. Човек кој што не сака да ги поправи тркалата на возовите последниве 7 месеци, иако е молен буквално од операторите и домашни, и странски, и приватни, и секакви. Човек кој што не сака да репарира две локомотиви за да функционира нормално железничкиот превоз барем по коридорот 10. Зборуваме за луѓе кои што
се длабоко фатени во криминал и во кој што ревизиите, самите ревизии на Државниот завод за ревизија покажуваат сериозни недостатоци во нивното работење, дури и некои криминални последици. И тоа е едната страна, а другата страна е да почитувате дека тие треба да бидат избрани на конкурс во редовна постапка, иако законот дозволува да тие бидат избрани во оваа така наречена ворена постапка или по исклучок за вршител на должност определено време. Ние во определен број од институции каде што гледаме дека недостатоците се толку сериозни да може да настане непоправлива штета за македонските национални интереси како држава, за економско-социјалната состојба, се решивме на овој чекор да тие луѓе бидат заменети со вршители на должност, а постапката да се започне редовна за избирање на речи си идентично беше објаснувањето во 2017 кога се смени власти, кога дојде СДСМ заедно со ДУИ на власт, со слична аргументација влегоа во именување ВД директори, на крај не се покажа тоа успешно во сите институции, се разбира, така што на едно ниво ваша елаборација може да биде, нели? Може, но тогаш имаше возови, сега нема возови. Тоа е наједноставниот аргумент кој што можам да го искористам на пример за овие јавни преписи. Тогаш на пример плата земаа во фондот за здравствено осигурање, сега протест имаше 6 месеци за луѓето што не можа плата да земат во фондот за здравствено осигурање. Добро, ама беше прашањето поврзано со зголемувањето на платата, не и за со тоа колку пари обезбедиле. Знаете, ќе се соочиме со една многу сериозна ситуација. Не се обезбедени доволно средства во буџетот за плати. И ако не се направи овој ребаланс на буџет соодветно, а министерка го прави, бил изборен буџет, не се произведува. Ама затоа средствата се користеле за договори на дело цело измиот период. Впечатлива беше реакцијата на доскорашната председателка на ДКСК Билјана Ивановска на оваа тема ВД директори, вели праксата на назначување директори со партиски пазарења се продолжува, само нови, а има и старо нови се пазарџиите на новите тезги, живо заинтересирани за личните и партиските интереси, па нема напредок без професионалци. Што би рекле вие за ова? Па добро, јас ќе поздравам незиниот проактивен пристап, иако ми е жал што не беа волку активни во смисла на прозивање на Артан Груби кога им ја одзета зградата или пак на прозивање на обвинителството зашто ниту еден предмет од ДКСК не се не беше тука, ама еве процесиран. јас ќе кажам во нивно име, мислам дека сепак беа проактивни и дека не може да се не можам да кажам дека не беа проактивни, мислам дека забелешката треба да оди која што забелешката не треба толку да пофал. оди на нив. Има неколку чекори кои што беа чисто политички, се сеќавам на еден случај против председателот Мицкоски кој што се чекаше да завршат изборите па потоа да го затворат правосилно со позитивно мислење, но има и политички чекори, има и чекори кои што беа за поздравување, можам да го кажам и тоа, но мислам дека не беа доволно гласни во смисла на етаблирање на нивната позиција внатре во институциите. Но секако поздравам секаква критика. Да, многу погласни од колку актуелниот состав на ДКСК, за сега се прилично тивки, ќе видиме како понатаму ќе се. Не е умесно од моја страна ќе се поставуваат. Во вашиот ресор, веднаш откако ја презедовте функцијата, објавивте дека балансерот оди во историја, иако поточно е да се каже ќе оди во историја, ако оди се разбира. За сега промената е во референтните бројки, односно во процентите според кои што таа алатка балансира. Вашиот коалицијски партнер влене под жестока критика од ДУИ. Како ви е планот со балансерот? Што ќе правите? Ние тргнавме од премиса дека треба етнонационализмот да биде оставен во минатото и дека првенствено треба да се раководиме од мериторност, квалитет, искуство, образование, посветеност, амбициозност на идните вработени, а не прво да избираме дали ќе вработуваме албанец, па потоа или турчин, ром, влав, па потоа да избираме дали тој треба да ги поседува овие квалитети. Ама ова е комплицирана држава од етнички аспект. Апсурдот оди дотаму што во Министерството за односи меѓу заедниците, скоро забележав, во К5 програмата за распределување на овие така наречени рамковно вработени, имате луѓе кои што се забележани македонци, а по името и презимето очигледно е дека не се македонци. Замислете дури во К5 програмата, во рамковно вработените имате обратно има, нели? Во други институции па е обратна ситуацијата. Јас за тоа зборував и јавно во текот на кампањата, например во Патарините. Имаше еден куп вработени кои што биле се гледа по име и по презиме дека не се тоа, но се пишуваат како турци, како албанци, така натаму. Така што мојот прв
пристап беше дека мора да се вратиме на законските основи. А законските основи се пописот од 2021 година на резидентно население, нешто што се бараше и во извештајот на Европската комисија 2 години и што ние го сметавме за релевантно затоа што законот вели, методологијата вели дека се гледаат исклучиво вработените во односно тоа го направивте. Сега што понатаму? Добро прашање. Втората фаза треба да биде или измени на методологијата за вработување, која што е дел од законот за вработени во јавен сектор, или пак донесување на сосема нов закон кој што ќе го гарантира уставниот темелен принцип на македонскиот устав, а тоа е соодветна и правична застапеност. Ваква алатка, балансер? Мислам дека изводливо. Независно дали се вика балансер. Мислам дека изводливо. Мојот пристап би бил дека секој раководител на институција по службена должност, онака како што се грижи за законитоста во својата институција, така треба да се грижи и за гарантирање на овој принцип, затоа што немате вие посебен закон за почитување на законите или закон за владење на правото во институциите. Што ако не се грижи? Тоа е прашање. Тоа ќе треба да го реши методологијата или законот со предвидување на определени санкции, на прекршоци, на корективни мерки, на превентивни мерки, на известување. Дуи бараше да има посебна адхок комисија во собранието која што ќе следи соодветната и правична застапеност. Но ми е жал што дека Дуи беа на власт, немаше таква комисија да следи како не се почитува оваа алатка балансер. Министерството за внатрешни работи, Министерството за животна средина, Министерството за економија, да не спомнам за Македонски пошти, за други институции кои што никако не ги почитува овие препораки или овие балансирачки се во политичка позиција да го наметнат тоа и успеа. Еве во договор со вас го направија тоа. Комисијата е во ред, но непочитувањето на овие алатки не е во ред. Знаете што се случувало? Бараат годишен план за вработување од МИО, погрешен е балансерот кој што е вклучен. МИО треба да даде негативно мислење, но намерно чека да изминат 30 дена и преку така наречената можност молчење на администрацијата, мислењето од МИО се смета за позитивно, а треба да биде негативно. Предметите се чувале во ФИОКа. Зошто? За може господинот Бујар Османи во МНР да вработува по оглас од оваа година, да може да вработува по годишен план кој што не е соодветен на балансерот. Од влен веројатно ќе бидете под притисок сепак да најдете решение кое што ќе биде блиску до актуелното, а ете како што велите вие, сепак ќе спречува злоупотреба, така што да видиме. Не сум против почитување на уставниот принцип за соодветна и правична застапеност. Мислам дека тој создава може да создаде конвергенција на етничките групи во Македонија и да вистински да создаде една соработка помеѓу една вистинска интеграција на различните етникуми, нешто што не го направи балансерот. Да бидеме реални, ние не сме поинтегрирани етнички од кога постои алатката балансерот 2015 година до денес. Добро. Напротив, чувството е фрустрирачко за сите. Можеби албанците се сепак, не можеби, туку сигурно во бројка поприсутни во државните институции, што на некој начин можеби им дава ним основа да ја чувствуваат оваа држава повеќе за своја отколку што претходно ја чувствуваат. Не сум сигурен за точните бројки, треба да се провери 2015-2024 разликата, но мислам дека не е толку сериозна подобрена бројката во смисла на албанци, туку има диспаритет. Таму каде што владее Дуи, имате непочитување на балансерот во обратна насока, таму каде што не е Дуи, имате реална состојба со балансерот, така што мислам дека кој ги почитува законите или кој не ги почитува законите. Меѓу приоритетите за првите 100 дена најавивте воведување на нови 20 дигитални услуги за дел за граѓаните, дел за бизнисот. За што по-конкретно станува збор, дали знаете во овој момент? Знам, но ќе ми дозволите да не ги коментирам во детали, се додека не успееме да ги дигитализираме. Не би сакал да бидам спектакуларен во јавност, а потоа да не успееме. Тоа е постои еден проект кој што е застанат за жал со Европската унија за дигитализирање на 135 услуги. Дигитализирани се само 20 на проектот е веќе завршен, што значи дека фокусни се дел од тие услуги кои што се распространети во различни институции, дел се за граѓаните, дел се за компаниите, но мојот фокус се дополнителни услуги на овие, кои што се надевам дека во наредниот период ќе успееме да ги дигитализираме. Фокусот ми е на најкористените услуги од страна на граѓаните кои што се идентификувани и во европските регулативи и во стратегиите кои што ги има Европската унија, така наречениот дигитален компас, но и од страна на граѓаните. Мојот впечаток како граѓанин е дека порталот услуги gov.mk го нема значењето кое што би требало да го има. Или ја нема практичноста која што би требало да ја има. Зошто е тоа така? Тоа не е само ваша перцепција. Државниот завод за ревизија излезе со ревизорски извештај во кој што кажа дека има 100.000 корисници само порталот,
по просек по корисник 0,5 услуги. Што значи дека еден корисник не искористил ниту една услуга реално. Само се регистрирал и не се успел регистрирал да... или не успел, не да. бил задоволен, или еден документ има извадено еден корисник. Што значи дека поразителни се овие резултати, знаејќи дека порталот функционира од 2018 година. До сега требаше да биде најетаблираниот портал за услуги. Од неколку аспекти е причината. Прво, не е пријателски кон корисниците, тие не се чувствуваат дека може да се завршат работа кога ќе го отворат порталот, нешто на што ќе работиме во 100 дена и гарантирам дека со истекувањето на 100 ден ќе имаме реновиран, подобрен, надграден портал за услуги. Второ, затоа што најважните услуги кои што им се потребни на граѓаните, вадењето извод, регистрирањето на новороденче, венчаница или планирањето на венчавка, некој начин на аплицирање за венчавање не се присутни на порталот, или пак некои од услугите и да се присутни многу тешко може да стасате до нив, да ги најдете каде се на порталот. Дел од тие услуги, например, вие може да го нарачате документот, ама мора да отидете негде на некој шалтер пак да си го подигнете, што не е дигитална услуга. Така. Тоа е некој хибрид, некој почеток на дигитализација, но не доволно, но уште повеќе фрустрира кога ќе го извадите документот дигитално, а нема да можете да го искористите дигитално. Тоа е нешто на што ќе се фокусираме наредниот период, што преку законски измени, помалку се законски измени, што преку почитување на постоечките закони, да некоја банка и некоја институција ви ги признаваат електронски извадените документи. На тоа многу ќе работиме овој период. Овие три работи ми се чини ако ги решиме, порталот ќе го дуплира процентот на уште еднаш кои се тие три? Едно, да ви ги признаваат дигитално издадените документи, второ, да немате хибриди, односно да целиот процес на вадење на дигитален документ биде вистински дигитален, и реновирањето на порталот со нудење нови услуги и изгледот на самиот портал, да кога ќе отворите порталот природно ви доаѓаат најкористените услуги пред вас, па потоа бројот на категории и еден пребарувач кој што лесно ќе ве навигира низ порталот. Имаше многу обиди за воведување така наречен one-stop shop, на едно место да можете да дојдете до сите документи кои што ви се потребни за аплицирање во некаква постапка. До едно ниво профункционира, па негде се загуби по патот и така. Сега има многу лутање по институциите. Кога ќе тргнете да вадите документ, треба одмор да земете цела недела за да ги извадите документите. Се сложно. Како да се поедностави таа процедура, да не мора граѓанинот сам да оди по документите да ги зема, ако веќе институцијата може во комуникација со другата институција сама да го обезбеди тој документ. На оваа тема мислам дека за жал ако во другите области имаме стагнација, овде имаме регрес. Ако споредите 2013-14 со 2024, тогаш катастарски план или пак ова што се нарекува имотен лист кај граѓаните се вадеше дигитално и ви беше можете било каде да го користите, а институциите па сами ги прибавуваа овие документи од катастарот. Денеска не постои оваа можност, односно мора да извадите со печат. Проблемот е што многу малку институции се приклучени на националната платформа за интероперабилност, така се нарекува. Тоа е таа платформа каде што ако се поврзат институциите, ако се вклучат и ги дадат своите регистри на таа платформа, можат да влечат податоци и од другите платформи, односно од другите институции. Да разговараат дигитално на исти дигитално јазик. Да разговараат на исти јазик и да си ги разменуваат податоците помеѓу себе. За жал, последниве години помалку институции се приклучуваат, Колку имате бројка во моментот, колку се мислам не дека мора се точно. помалку од 100 кои што се приклучени на платформата, но нема да ми забележите дека многу малку од нив вистински споделуваат информации на оваа платформа и затоа и регистрите не се доволно точни, затоа имаме недостатоци, доцнања со самите регистри или податоците во нив, затоа се неквалитетни податоците, затоа што недоволно институции се меѓусебно комуницираат. Ова е нешто налик да зборувам со зброите на генерација Z. Ова е така наречениот блокчейн. Колку повеќе луѓе ја користат платформата, ја коригираат таа платформа, и ги коригираат податоците на незе, толку таа подобра ќе биде и поквалитетна ќе биде. Планот е многу едноставен. Што повеќе институции да се приклучат на оваа платформа. Како планирате да ги притискате тоа да го прават? Па мислам дека за жал ова министерство кое што сега е односно чиен наследник сме, немало доволно политички капитал или политички авторитет да тоа го прави. И јас ќе го искористам сиот мој личен кредибилитет, лични контакти, авторитет кој што го имам изграден и низ политиката и низ институцијата, да разговарам со институциите, веќе тоа го правам, да што повеќе се приклучат на таа платформа. Со сето ова што претходно го зборувавме, тесно поврзана е уште една друга тема, тоа е воведување на дигитален идентитет. Но за сега нема ништо на тој план. Треба ли да очекуваме напредок на овој план во вашиот мандат?
Треба и мора да очекуваме. Едно од побарувањата и на Европската Унија е да се усогласиме со директивите на Европската Унија за изготвување на дигитален идентитет на граѓаните. И нешто на што морам да пофалам дека работела поранешната вице-премиерка за добро владење Славица Грковска заедно со нашите меѓународни партнери. За жал е стасано до определено ниво. Искористливо ли е нешто од тој проект сега да се продолжи? Мислам дека тој проект дава некоја основа за дел од елементите, но мислам дека ќе имаме многу сериозна работа да ги завршиме овие процеси. Ќе биде една сериозна соработка помеѓу нас и Министерството за внатрешни работи заедно со Управата за водење на матичните книги. Тоа што значи да имаме сите дигитална лична карта? Два аспекти се важни по мене. Прво е важно да имаме пристапност на нашата лична карта на нашите мобилни телефони. Так. Мислам дека треба да им олесниме на граѓаните да тие на мобилниот телефон ја имаат копијата, дигиталната копија на својата физичка картичка, односно на личната карта и на својата возачка дозвола. Да, нешто налик на кредитните, на нешто налик да споредам ова Google Wallet што е познато кај граѓаните, што плаќаме преку телефон, да можете и вие со читач да ја прочитате дека таа лична карта е навистина таа која што е што копија имате вие. Тоа е првата фаза и паралелно со тоа мора да се работи на дигитални лични карти кои што ќе имаат чип во самата лична карта. Но не сакам да граѓаните ме сватат дека сите сега вадевме лични документи оваа година или минатата година, дека веднаш следната година нов трошок и ново вадење на лични документи. Ќе го подготвиме процесот за сукцесивно при промената на документи, кога ќе им истече нивниот рок, лична карта, возачка дозвола и патна исправа, да во тој момент се генерираат нов. Ако некој сака претходно да има дигитален идентитет, ќе може тоа да го направи. Но дигиталниот идентитет има два аспекти. И овој првиот е дигитален идентитет, тоа што се нарекува дигитален волет или дигитален паричник. И тоа мислите дека побрзо може да го направите? Да, мислам дека побрзо. Што ќе преземете на планот на сајбер безбедноста, за да не ни се случуваат примери на, не знам, крадење податоци како што имавме обид во фондот за здравствено осигурување. До крај мислам дека не се разбра дали дел од податоците ги снема, како се вратија, јавноста не дозна. Имавме проблем со некомпетентноста, несоодветноста на кадрите кои што ги раководеле системите и затоа ни се случија најави за бомби преку интернет во училиштата. Ни се случуваше Фондот за здравствено, МЕПСО и други институции, затоа што е склоп на некомпетентност и непостоење на регулатива. Она што прво се зафативме е да ја разгледаме нацрт сајбер стратегијата која што била во постапка. Свативме дека за нејзе треба дополнителна работа и затоа минатата недела пуштивме дописи до сите релевантни институции да номинираат своји експерти за работа во работната група за изготвување на нова национална стратегија, прва национална стратегија за сајбер безбедност, која што во себе ќе го интегрира и законот за сајбер безбедност, безбедност на мрежи. И се надевам дека во наредниот период до септември ќе имаме националната стратегија како нацрт верзија, затоа што би сакал таа нацрт верзија да ја издискутираме со уште повеќе засегнати страни. Има некаква основа на тој документ? Има, затоа што постои некој драфт, некоја нацрт верзија, но мислам дека има сериозни недостатоци истата. И она што паралелно на тоа работиме е формирање на сектор за сајбер безбедност во рамки на Министерството за дигитална трансформација, нешто за што поддршка ќе бараме од сите наши меѓународни партнери, кои што мораме да паралелно да ги водиме овие процеси. Не можеме да чекаме стратегијата за да ги изготвиме основните документи и алатки кои што треба да им се присутни на институциите. Проблемот се лоцираше во неатрактивноста на јавната служба за IT експерти, за луѓе инженери, затоа што платата во јавната служба е многу пониска од таа што тие може да ја заработат во приватниот сектор. Што ќе правите за да обезбедите такви експерти? Два аспекти се важни. Прво, во Македонија не постојат голем број на експерти за сајбер безбедност. Едноставно бројката на луѓе чија што специализација ова не е толку голема. Втор аспект е што толку им се потребни на приватниот сектор што платите се уште повисоки од да речеме регуларните инженери кои што работат, IT инженери кои што работат во институциите, навистина е предизвикувачки овој аспект, но со начин на зголемување на платите во јавната администрација со дополнително поттикнување на овие лица и со помош од меѓународната заедница, мислам дека ќе успееме да привлечеме некои од нив. И втор аспект на кој што активно работев и во техничкиот мандат е да обезбедиме поголем број на мастер и специјалистички студии на нашите факултети за сајбер безбедност, да имаме што повеќе експерти во оваа област, инженери кои што ќе специјализираат сајбер безбедност, нешто што вложува цела Европа во овој аспект. Сега со секторот во рамките на Министерството сакате
да го централизирате прашањето, мислам дека нема да успееме целосно да го централизираме, ќе мора да биде вклучена Агенцијата за електронски комуникации, но овие аспекти сакам да ги каже стратегијата. Не се сметам себе си за експерт во оваа област и не би сакал јас да диригирам решенија во оваа област, но логично е да Министерството има сектор за сајбер безбедност кој што ќе ги постави стандардите, ќе проверува дали институциите се на тие стандарди и во исто време да имаме Агенцијата за електронски комуникации како една институција каде што ќе биде сместен и уште еден дополнителен центар за заштита на граѓаните институциите од сајбер напади. Но ќе оставам за ова да зборуваат ова на експерти. ниво на реторика изгледа прилично амбициозно и добро се разбира да видиме во пракса сето ова како ќе оди. Фокус мора да не биде сајбер безбедноста затоа што тоа ќе гарантира дека граѓаните без размислување или без грижа ќе ги користат дигиталните системи. Ако не, ќе треба да се вратиме на така нареченото аналогно време или еден експерт кој што ми зборуваше за безбедност вели среќаш во Македонија што се е на хартија, па не мораме многу да се грижиме за нашите дигитални системи. Апсурдно што не е добро, се разбира. Во вашиот ресор се и медиумските закони. Сега прво сакам да ве прашам за една гласина која што деновиве се слуша, тоа е дека имате намера да го менувате мнозинството со кое што се бираат членовите на програмскиот совет на Македонската радио и телевизија и на Советот на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. Според актуелното законско решение, членовите на тие два совета се бираат со 2/3. Наводно намерата е да го вратите на избор со просто мнозинство во собранието. Има такво нешто? Имаше уште една, ќе ми дозволите да го однесам аргументот до апсурд. Имаше уште еден коментар дека јас сум зборувал за регулација на медиумите и дека тоа ми е приоритет да ги регулираме медиумите. Мислам дека зборот регулација, само регулација се тврди зборови кои што јас не ми прилегаат на мојот речник. Повеќе би сакал да зборувам за реформи кои што ќе значат позитивен развој на медиумите и една соопфатна политика каде што медиумите сами ќе го кажат начинот на кој што би сакале да ги постават правилата на игра. Дали тоа ќе биде само регулација за нас како влада и како министерство е прифатливо. Дали тоа ќе биде минимум стандарди кои што треба да бидат регулирани во онлайн просторот, за нас и тоа ќе биде прифатливо. За двата совета, вториот апсурд, во ниеден момент не ми паднало на памет да ги разгледувам мнозинствата за донесување на овие два закони и не сум бил фокусиран на овие два закони во таа смисла. Се надевам дека ќе најдеме трајно решение за Агенцијата за аудиовизуелни услуги и за Македонската радио и телевизија, која што треба да биде вистински јавен сервис, нешто што го прави изминатиот период, но со поголема поддршка мислам дека треба да биде фокална точка ако сакаме да зборуваме за независност на медиумите, за генератор на програма, на продукција. Ние во партиската програма зборувавме за зголемена продукција на македонски јазик, на филмови, на музика, на емисии, нешто што се прави, но мислам дека може да се зголеми. Затоа прво требаат ресурси, и независност. Важна е независноста и од бизнис секторот, и од извршната, и од законодавната, и од судската власт, така што мислам дека ако успееме во таа насока да МРТВ биде предводник на овие процеси, заедно секако со другите медиуми кои што треба да имаат еднаков терен за игра, јас би бил многу среќен да учествувам. Имаше еден проект што го финансираше Европската унија, примерно беше да не се задоцни во делот на измените на законот за аудиовизуелни медиумски услуги за да не се загуби пристапот до еден европски фонд, Креативна Европа се вика фондот, но тој проект требаше да драфтува и потенцијални решенија во законот за медиуми за тоа што вие го нарекувате минимална некаква регулација на така наречените портали. Што ви е намерата во тој дел? Па некои измени поминаа во собранието, тие мислам дека успеа да ги отклучат средствата за Креативна Европа. Јас ќе се потрудам во наредниот период да ги отклучам средствата и за Дигитална Европа, кои што за жал беа заклучени овој период. Но што се однесува до онлайн медиумите, мислам дека барањето овој пат од онлайн медиумите кои што се регуларни се работат навистина квалитетно е да постои некое основно ниво на минимални стандарди на регулација заради тоа што се соочуваат со нелојална конкуренција, најмеко кажано, но може да кажеме и некои предатори медиуми кои што се појавуваат во онлайн просторот. Иако ако се вратам назад 2010, 11, 12, тука се зборуваше дека државата воопшто не треба да се меша и тогаш беше само регулација моделот. И јас би сакал да зборувам со онлайн медиумите на една поширока дебата и да пуштиме еден закон во собраниска процедура во редовна постапка, за кој што ќе има јавна расправа и така натаму, на се што мислат медиумите дека можеме да се сложиме и би биле минимум стандарди кои што се прифатливи за онлайн медиумите, за нас не представува никаков проблем. Добро, ви благодарам за ова интервју.
Многу од работите што ги кажавте вечерва, на амбициозен начин ја поставуваат агендата пред вас во следните недели и месеци. Ќе ве држиме за збор и на некој следно интервју ќе разговараме за тоа што е спроведено од ова за што вечер зборував. Ви благодарам многу на поканата и се надевам дека ќе можеме во следната емисија да зборуваме за дел од успесите или пак да имате некои критики и забелешки за дел од нашето работење, па да можеме да се подобруваме. Благодарам уште еднаш. Почитувани, до крај на емисијата, одгледајте го новото издание на Саботажата. Ќе се видиме повторно в четврток од 20:15. Пријатно. Локалните разгледници се приказна за себе. Секој знае се, секој може се, ама никој не е поспособен од градските татковци. Нив изгледа некоја специјална мајка ги раѓа што во нив се собрани сите можни квалитети на светот. Градоначалникот е, како да кажам, стручнек за се, и за медицина, и за менеджмент на човечки ресурси, и за води, и за почва, и за урбанизам, за се. За се. Такво нешто, такво чудо нема. Нема да има, да. И што полоши не се ниту советниците. Кој знае колку се тие импресионирани од себе и собствените говори и излагања, што ми имаат сериозни забелешки ако тие не бидат забележани, стенографирани и дословно објавени во целост. Јас барам да се повлече овој записник и да ни испратите нов, без изоставување на искажаните зборови од моја страна по однос на амандманите кои што ги кажам. Значи целосно и интегрално да биде напишано тоа што јас сум го кажал. Се е во ред и секоја желба односно барање може би треба да биде прифатено, ама ако за тоа постојат сериозни аргументи. Сепак не смее да се има разбирање, ако освен непотребното тормозење. Представката говори за ниското ниво на еколошка свест. Ако твојот говор од 5 часа го ставивме на хартија, мислам дека ќе потрошивме најмалку 6 метри кубни дрва кои ќе ги претвориме во хартија и мислам дека ти си поборник за екологијата и не ти требаш тоа да го бараш, за тоа што имаш аудио снимка, можеш најче да си ја слушаш, по 100 пати да ја преслушуваш. Освен овие комични ситуации, не недостигаат и вистински драмски моменти. Жештената атмосфера не може никако да се смири. Дофрлувањата не престануваат. Па секретите, кои се излачуваат од жлездите и ја завируваат крвта, доминираат на сцената. Имате право на 1 минут, веќе 15 секунди помина. Искористете си го времето. Не се јави за збор, се јави за реплика на Елена Божиновска-Доцевска. И немој да ми суфлирате. Пауза од 15 минути да си ги смирите хормоните. Ова е според статусот и регулативата, ама што се случува кога нешто се обидува да се протне? Па народните избраници во општините, наместо да стават прст на глава, гласаат така како што ќе им биде одредено во централата или од некој локален моќник. Јас бев од тие што гласав за. Иако има доста недоречености. Сепак мислам дека пошто нема доречености и затоа ја гласав и мислам дека ова не треба да се повторува. И на крајот, за чувството кое го имаат кога дореченостите се недоречени. Значи не ви ставите под нос цело време, ние не сме мајмони тука, не сме советници. И ние знаеме да читаме. Читале или не, за мнозинството тоа не е битно. Одлуката е донесена. Еволуцијата може да почека.